Ако идентитетот беше загарантиран со Преспанскиот договор, како што премиерот и владата велеа, тогаш зошто придавката македонски, македонска како идентитетски обележја, сега се елиминираат по сопствено толкување на владините функционери, па на најголемиот дел од институциите, меѓу кои и во културата и уметноста се сменија? Дали промената на имињата на институциите се решение или креативно толкување на договорот со Грција? Грција го признава нашиот македонски јазик. Грција го признава нашиот македонски идентитет. Добивме земја признаена од сите, со народ македонски признаен од сите, кој што зборува македонски јазик признаен од сите. Ова е вековна придобивка за нашата Македонија. Ако идентитетот, но и правото на самоопределување не ни е загрозено, тогаш на основа на кое право премиерот се дрзна да коригира новинар кој одлучи да го употреби името Република Македонија во едно свое прашање. Извинување за оваа ситуација конкретно не слушнавме. Република Северна Македонија. Но не само новинарите. Председателот на владата ги коригира и своите подчинети. Тие ќе бидат областите кои што ќе обезбедат подобри економски околности за работа во Република Македонија, да ја подобрат во Република Северна Македонија, значи да ја подобрат бизнис климата во Република Северна Македонија. Промената на имињата на овие 136 институции се само почеток на елиминацијата на придавката македонски, македонска. Допрва ќе се преговара за трговските марки, ќе се менуваат имиња на останатите институции во документите. За последните, владата е децидна. Рокот во Преспанскиот е следните 5 години, а истечени или не, личните документи со новото име ќе треба да ги вадиме на сопствен трошок.